На еден месец пред грејната сезона, државата се уште нема дефинирано на кои граѓани и семејства ќе им помогне за да го преживеат зимото. Иницијативата на регулаторната комисија собра стаж од 1 година, но одлука за критериумите не е донесена. Ние веќе заедно со Министерството за труд и социјална политика, а дополнително вклучено било и регулаторната комисија за енергетика, сме подготвиле низа мерки во однос на проширување на бројот на граѓани, на домаќинства кои ќе можат да добијат надоместок од страна на државата и во вид на директна финансиска поддршка, но дополнително и други мерки кои ќе имат олеснување во делот на плаќање на такси и слично. Самиот став дека групата на енергетска сиромаштија станува се поголема, говори дека станува критично и дека струјата е се понедостапна. Да. Скапа. Дали ја штедите за? Па штедиме, ама што мора да направиш, мора. Струјата е скапа. Ако не ја штедиш, што правиме? Спрема нашата пензичка, бога ми, струја и водата солена. Скапа е. Многу. Многу. Дали ја штедите, бе? Аба како ќе ја штедиш? Што е потребно? Користиш. Скапа е струјата спрема станзеро, значи скапа струјата спрема станзеро. Овие одговори нималку не се социјално добри за слушање, но министерот Бектеши уверува дека предлозите на регулаторна за широкиот опфат категории ќе бидат на списокот за помош. Во делот на анализата се влезени сите и согласно финансиските можности што ги имаме за наредната година, сега веќе ги правиме сите анализи, ќе одлучуваме кои категории ќе бидат вклучени наредната година, а дополнително на тоа ќе направиме плани за наредните 5 години во делот на проширување на бројот на опфатени граѓани и нас. Паралелно со ова, Бектеши денес демантираше дека Македонија ќе се соочи со недостаток на струја во грејната сезона, а таквите анализи тој ги нарече политиканско шпекулативни.